дезинфекцијата? Или заборавивте денеска? Или стекнавме колективен пратеник? Па не сум јас задолжен за тоа сега. Ама како не сте вие за нашето здравје? Треба и физичко и ментално да се грижите. Администрација седи таму. Ако ви треба лекар, ќе го повикам лекарот. Не политички лекар не треба. Политички лекар му треба некому. Изјасните лекарот ако ви треба, веднаш ќе дојде за 5 минути доздола. Не, превенција е во прашање, председателе. Трошите време. Трошите време. Да. Нема поголема навреда, точка 11, која се однесува на декларацијата по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, да стои таму каде што е, и јас предлагам точката 11 да стане точка 1. Значи, предлог декларацијата по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Не мислам дека е навреда само за македонскиот народ да не расправаме за оваа декларација, туку е навреда за сите делови народите, различни, за сите граѓани. Зошто? Заради неговото сваќање на светот како поле за културен надпревар на народите. За оваа точка имате материјал, после долго чекање се преведе и мислам дека нема поважна точка. За жал, за вас изгледа тоа не е толку важно, како ни за председателот на Комисијата за култура, кој што наместо на крајот на претходната година да свика комисија, на која што целава година ќе биде година на Гоце Делчев, сосема го заборави тоа и денеска јас чудно очекував него да го предложите за Комисијата за избори и именување. Ме чуди како може председателката на Комисијата за образование да не ја предложи оваа декларација, бидејќи нема поголем и поинспиративен учител од Гоце Делчев. Ме чуди како председателката на Комисијата за политички систем не се сети да ја предложи оваа декларација, токму заради неговото значење за соработката и за демократијата, и затоа ништо не ми преостанува друго, туку да предложам точката 11 заради енормното значење да стане точка 1. Тезата што ја слушавме, дека тоа било навредливо за Гоце Делчев, воопшто не е точна. Напротив, да се заборави Гоце Делчевот и ние не одиме во историјата, туку бараме, значи, да имаме прослави, да имаме меморирање, бидејќи никој не го заслужува повеќе ова од личноста и делото на Гоце Делчев. Се надевам дека ќе го разберете ова, не заради мене, туку заради најголемиот учител, заради оној без кој што не би можеле да зборуваме денеска, ни за АСНОМ, ни за самостојна и независна држава, ниту пак за култура во диалогот меѓу народите. Благодарам. Предлогот на пратеник